Зборуваме за новиот конкурс или аудиции за Златните славејчиња. Златните славејчиња веќе 50 години пеат големи хитчиња секоја година. Пандемијава малку ни ги измени работите, теркот, но во секој случај се враќаат на големо во 51-то издание со нови членови, со нови хитови за сите дечиња. Бобан Јосифовски ни е овде, се разбира кој што веќе долги години е задолжен за тоа што ќе понуди Златното славеќе и сме зборувале на неколку пати, се разбира, и за се она што се случувало изминатите години. Она што сега сакаме да потенцираме со овој разговор, сите талентирани дечиња, односно родителите, да ги донесат, да ги потикнеме и да го искористат и денешниот ден за аудиции, да можат да се пријават. Аудициите стартуваат вчера. Бован, прво добре дојде. Добро утро, добро најдов. Верувам расположен со оглед на тоа дека е сега турбулентно, многу дечиња. Така, ова е задоволство кое што нормално е еднаш во година да се случува аудиција, да дадеме можност на нови талентирани деца кои што сакаат да бидат дел од големото семејство наречено Златно славеќе, така да еви оваа година вчера и денес ќе имаме можност, значи вчера почна и денес имаат можност оние што се заинтересирани да дојдат деца од 7 до 12 години, обично таа возраст е така нека одредена која што би била идеална за да бидат членови на хорот и нормално да си ја пробаат среќата, да дојдат да бидат. Сега овие аудиции се за хор или за изведувачи? За хорот. И од хорот потоа ги се бираат солистите. Солистите понатаму прво песни да се научат, па се бираат солистите, така да. Што значат овие аудиции за дечињата, што треба да подготват, треба нешто да се спремат? Ништо нема никако да речеме, обично деца трема, па не знам како што ќе биде, буквално е едно рефренче од било која песничка, некој, значи така, чисто да се види музикалноста. Тука се наставници по музичко кои што се ќе ги слушнат и видат колку се музикални, дали како викаат. Има некоја одредена бројка за која што е отворен хорот или па видите, ние сега надополнуваме, нели, хорот веќе си има. Фактички оние деца кои што се веќе големи 14 години, тоа што се веќе големи, што се нормално откажуваат во однос на бидејќи се големи. Да. На нивно место надополнуваме на нивно место надополнуваме нови дечиња, така да и да дадеме шанса нормално еднаш годишно. Така да ние дури минатата година во пандемијата имавме аудиција и дојде голем број на деца, така да еве и вчера имаше одличен број и што е уште поважно, доаѓаат деца кои навистина се талентирани, чи порано имаше една голема бројка, да речеме хиперпродукција во смисла голем број да доаѓаат, а амбициозни родители, сакам детево да... Така, да, ајде одиме се масовно, а многу малку квалитетни деца. Сега, значи, од тие деца доаѓаат, речиси, 80 до 90% се талентирани. Значи, знаат дека да Златно славеќе се бара пење, да биде, се бара пење, се бара квалитети, затоа навистина оние што доаѓаат се квалитетни деца, доста музикални, што не е посебно драго. Одлично. Јас само уште еднаш ќе потенцирам. Денеска, значи, се случуваат аудициите и вчера и денеска. Денеска ви е последен ден, 18 часот, на булевар Илинденска број 55, веднаш до Пионерски дом Карпуш. Така, во дворот ние сме, значи, тоа е Илинденска, тука одно помеѓу Влада и Фонтана, тука, значи, не станат просториите. Може да дојдат, значи, Илинденска 55 од 18 часот, такава. И доколку имаат од 7 до 12 години дечињата. Обично така е сега, има и некои се сега, толку ние не бараме лични карти на децата. И како потоа со оние кои што нели ќе влезат во хорот? Веќе започнуваме редовно, веднаш, се посетуваат. да, се приклучуваат на постарите членови и се учат. Веќе од наредниот вторник почнуваме со проби, така да... Тие се на неделна база, неколку пати? Вторник и петок имаме проби, тие не се термини традиционални и поделуваме во групи, бидејќи многу се, така да во 2 до 3 групи и генерално почна официјално подготовката. Подготовката, така, ние обично така до нова година функционираме, потоа конкурсот е јануар, февруар до 15 март да ги одбереме песните, па аудицијата и почнуваме работа со хорот, така да работиме до некаде крај на јуни, а потоа продолжуваме во Охрид, во нашето детско одморавище Славеќе, таму тоа се најубавите дружби со децата, хорот оди таму ја подготвуваме кореографијата, започнуваме, таму ги бираме солистите, таму се почнува, значи така веќе да се финишираат и да се подготовките и потоа доаѓаме во Скопје, септември, октомври подготовки, кореографија, снимање во студио
и некаде таму. Значи, Златното славиче не е само оно што ние го гледаме како настан, манифестација во неколку термини. Концерт, Да, не можам да го кажам концерт затоа што веќе Златното славиче доживува колку беа рекордите. Па 23 имавме во Филхармонија. 23, да, репризи на една ова манифестација. 4 дневно, 6 дена. Мислам, навистина една... И одлично е што ги има и дружбите во меѓувреме, нели, и одмаралиштето и многу се она што... поце од децата е тука, како да речеме, излеан пот за да се подготват тие, тој концерт да се подготви, тој фестивал да се снима тие песни, навистина многу проби, за да изгледа онака како што доликува на еден фестивал кој што има 50 години традиција. Така. Сепак тоа е еден бренд, една институција која што сериозно си ја работи својата работа, но бараме сериозност и одговорност и од дечињата кои што се веќе полупрофесионалци, така да навистина се трудиме да тоа високо реноме што го стекнавме овие години да го оправдаме. Затоа и почите кон таа публика што доаѓа, мислам во денешно време некој да дојде. Почити и самиот фестивал. А колку се креативни, креативноста колку работи сега кај авторите? И дали веќе си имате, да речеме, одбрано, кои што веќе си знаат на што да работат и како да... Има конкурс, имаме до доста и млади автори... Спомена првото тромесечие секогаш од годината, веќе конкурсот завршен, така? Да, заврши, веќе се песните одбрани, така да има прекрасни композиции. Ќе гледаме да биде тоа разнообразно, значи со различни теми, детски теми, за сечија возраст, така да, како викат, фестивал за сите деца, Златно славече, кој што ни химната, така да мислам дека се креативни авторите, бидејќи еднаш годишно си имаме традиционални соработници кои што се така им лежи компонирање на детска песна, усубави текстови, така да мислам дека нема да има проблем, дека оваа година ќе имаме убави хитови. Впрочем и децата и си ги бираат песните, така да сето тоа ние одбираме еден поголем број, па потоа децата си прават свој критериум, бидејќи на крај крајме тие се конзументи на тие песни. Така е. И така. Така. Кади да се појавите, навистина предизвикувате внимание посебно од младата публика. Имавте интересни гостувања и би сакал некаде така да го финишираме овој разговор за гостувањето и во Белград и нешто што би издвоиле. Многу ни е драго што е веќе после таа пауза, знаеме, оправдано од пандемијата. Многу ни е драго што е полека и не само што веќе фестивалот си функционира нормално, туку и непоканија бевме, значи на едно прво гостување после долго време. Бевме во Белград минатата недела, имаше една манифестација дечја васкрснича роли по повод Великден и прекрасно поминавме, што ни е посебно драго, така да имаме покани од септември во Бугарија да гостуваме, па на Радост Европе повторно во Белград во октомври месец, така да драго нешто и тие тоаѓаат кај нас. Да, верувам ќе се продолжи таа соработка интернационално. Со години, да, бевме во Роже, Црна Гора. Убаво е што е полека се отварат и границите, да славичињата летаат и надвор од Македонија, така да може да летнат, да може да летнат и после ни е драго и така да се вратиме на оној стар колосек би рекол што е добро и дај Боже оваа година да го одржиме фестивалот во Македонска филхармонија каде што ни е предвидено. Минатата година бевме во спортскиот центар Борис Трајковски, меѓутоа тоа е спортски центар. Да. Не е за културни манифестации да бидеме реални. Бевме приморани таму. Се надеваме дека оваа година ќе биде се во ред, дека вака ќе продолжат овие позитивни трендови на бројки од пандемијата и дека веќе ќе ја подзаборавиме. Така е. Уште еднаш на крај само ќе потсетам. Денеска имате можност, сите вие кои што сте талентирани дечиња, да ги однесете вашите дечиња, ова се однесува и за родителите, во 18 часот на аудиција за Златните славечиња, како што можевте да чуете со Бобан. Така што благодарам, верувам ќе има успешна аудиција, нови талентирани генерации, нови славечиња, кои што ќе ни изненадуваат со многу хитчиња. Благодарам.